Оризопроизводителите од Кочанско најавуваат нови протести и блокади на патиштата на 11 октомври. Вака одлучија откако преговорите за повисока откупна цена на оризовата арпа не го дале очекуваниот резултат. Тие велат дека нема абер и од исплатата на интервентната мерка, нити од откупот на ориз за стоковите резерви. На 11 октомври испаѓаме на протест да не коментираме ѓубриво едно друго. Знаеме дека производна цена е таа. Мораме најмалку 10 до 12 динара да имаме за да обстанеме ние, не да живееме многу убаво. Ути ние огрев, значи ни треба, струја ни треба да платиме, средства за лична хигиена и се за што треба да човек да има нормално. Ние немаме ни 18.000 минимален личен доход и да не продават тутри да ми кажуваат дека субвенции многу давал. То неговите субвенции ние комбању не може да го платиме. А камоли ѓубривата и останатото, а за живот масовен на 4 пункта кој што беше и околу 8 саат вечерта, тука со ручек, со вечера, до сабајале, до 3 дена, 5 дена, ако треба од дома да ќе земеме јадење од пато, не се тргаме више. Ово е крајно што го прават. Таква неодговорност. До сега ниедна влада не е имала према земјоделецот. Земјоделецот за овие 5 години е тотално уништен. Не е само оризот, тука е пченицата, тука е со свињето, тука е пољоделство, земјоделство, млекара, значи сите граници од земјоделството се погодени. А ние оризопроизводители сме да ќе најтешка ситуација. Според последните информации, оризовата арпа ќе се откупува од 22 до 25 денари. Земјоделците не се задоволни од таа цена и прашуваат како ќе преживеат со толку ниска откупна цена. Ние нити имаме договор, ништо, се ќе се складираме. Ќе му дадам на комбањеру 1500, ќе ставам му трактору 1500 за 1 декар, за да го донесам до дома. Ќе го напунам у вреќи, ќе складирам. И што друго ќе му правам? Како да му го дам 24? Како може другите продукти да се и качува државата, а ово е да биде некачено? Па ние баравме најпрво оризот да стане стратешка култура, со закон да биде заштитено нашето производство. И за тоа разговаравме на средбата со министерот кој што имавме пред еден месец. Добивме само ветување дека работата ќе биде исполната и се чекаат некои законски промени во собранието за да се исполни нашето барање околу тоа оризот да стане стратешка култура. Исто така баравме и оризот да биде откупен бар 1/3 во како интервентен откуп за стокови резерви. Оризопроизводителите последен пат протестираа минатиот месец. Тогаш се прекинаа блокадите, бидејќи се одржаа неколку состаноци кои очигледно завршија без конкретна помош за земјоделците.